Во дел од интервјуто за Топ тема, Мицкоски зборуваше за собраниската седница за гласање недоверба на владата на 11 ноември, неуспехот на опозицијата да обезбеди мнозинство и отсуството на пратеникот на Беса Кастриот Реджепи. Мицкоски прво вели дека тоа е лична одлука на пратеникот кој се премислил, дека ја почитува и дека нема повеќе намера да зборува за неа. А фактот е дека имавме 61 подпис од пратениците, кои што заедно со допис беа доставени до председавачот во парламентот. Во меѓувреме, еден од тие пратеници одлучил да верува во тие вредности во кои што тој самиот кажува и да не се појави на седницата. Но во ред, тој се премислил, одлучил да постапи така како што постапил и јас го почитувам. Тоа и немам намера повеќе што да зборувам по таа негова постапка. Но неколку минути подоцна Мицкоски повторно почна да тврди дека пратеникот не се премислил, туку дека бил киднапиран. Не велам дека не е легитимно вие да киднапирате пратеници, потоа да им давате текстови да читаат пред камера на бела позадина, па потоа да ги убедите да излезат во јавност и така натаму. Да излегуваат во јавност, да се препелкаат и така натаму. Видете, јас доказ немам. Но имате ли вие доказ дека не бил? Инаку ова не е прв пат деновиве Мицкоски да си противречи сам на себе за ова прашање. Да подсетиме, тој беше дел од опозицијските политичари кои од 11 ноември и недоаѓањето на Реджепи во собранието тврдеа дека тој бил киднапиран и дека заради тоа нема мнозинство за гласање на недоверба на владата. Динамичен ден, киднапиран пратеник, криминал, уцени, срам и нормално најголемата желба на СДСМ дуи да ме немало во политиката, објави Мицкоски на Фејсбук вечерта на 11 ноември, по видео обраќањето на пратеникот Реджепи, а пред завршувањето на седницата за гласање недоверба на владата. Но на 16 ноември, еден ден откако Реджепи излезе на пресконференција, Мицкоски гостуваше на српската ТВ Хепи, каде кажа дека еден пратеник се предомислил. Па деси си најболима. Нажалост нисмо успели, тако е и поред тога што сме имали тај 61 подпис, што е апсолутна веćina у македонски парламент, ali ето еден се предомислио кој се пред тога, пар дана пред тога, мисли неделю дана пред тога подписал на тај список. На 17 ноември пак пред неговото вечерно гостување на телевизија Телма, во изјава за медиуми на настан во Кисела вода, Мицкоски повторно тврдеше дека имало буквално киднапиран пратеник кој под присила давал изјави. Профилот е јасен на човек кој што е практично киднапиран и кој што под присила мора да дава изјави такви какви што дава. Прво треба да имаме одговор на прашањето што се случи со пратеникот кој што беше буквално киднапиран, можеше неговото семејство да стапи во контакт со него. И покрај тоа што и самиот Мицкоски во Топ тема призна дека нема докази за тврдењата кои потоа и сам си ги демантираше, некои медиуми продолжија со ширење на овие дезинформации. Република објави содржина со наслов Мицкоски, власта сама себе се бойкотираше, пратеник како во Боливија читаше напишана изјава, а во позадина бел ѕид, во која има фотомонтажа на Реджепи како киднапиран од Заеви Ахмети со автоматско оружје. Видовте и самите, Мицкоски во интервјуто, а и пред тоа, тврдеше дека пратеник бил киднапиран, па дека се премислил, па дека бил киднапиран, па дека само одлучил да не дојде на седница, па дека пак бил киднапиран. Останува само да видиме дали Мицкоски ќе се договори со Мицкоски.